Регулаторната комисија ги анализира барањата поднесени од енергетските компании за цената на електричната енергија на регулираниот пазар за наредните 6 месеци, што ќе важи од 1 јули годинава. Според председателот Марко Бислимовски, тие ќе се обидат и годинава да бидат креативни и да се избегне ценовен шок. Барањата се дојдени. Ние ги анализираме и во најголем дел сме завршени со анализите за МЕПСО, а завршени сме и за електродистрибуција. Но, останува најбитниот дел, цената со која електродистрибуција ќе ги купи загубите на електричната енергија на тендерот кој ќе биде објавен утре. Отколку ќе ги дознаеме цените, во текот на следната недела ќе ја информираме јавноста за нашите одлуки. Изјави Бислимовски во врска со враќањето на ефтината дневна тарифа на електричната енергија, тој посочи дека регулаторната комисија ги извршува анализите и ги знае техничките проблеми кои ги има во процесот. Во овој момент имаме сериозно разединување за колка временски период тие технички и софтверски проблеми може да се надминат. Овие неколку дена ќе ги искористиме за интензивна комуникација со операторот на дистрибутивниот систем, за да видиме реално кога и како може да започне имплементацијата на ефтината тарифа. Посочи Бислимовски, ефтината дневна тарифа беше укината на 1 јануари 2022, кога имаше и поголемо зголемување на цената на електричната енергија за 9,48%. Доколку останеше ефтината дневна тарифа, ќе требаше да се зголеми цената на струјата за дополнителни 5%, односно зголемувањето ќе изнесуваше 14,23%.